Приказната иде возот од Кочани, носи деца помочани, може би забавна, ама не е вулгарна. Најмалку сега кога немаме воз. И ние сме последната станица, а најстрашното нешто е да си последна станица на воз. Има една интересна приказна дека кога кажав дека како Кочани, зошто се вика Кочани, и кој ги прашате кого било Кочани доаѓало од Кочоли, дека имало многу кочини. Си има Институтот за македонски јазик, речник на топоними, таму си стои дека Кочани доаѓа од потеклото му е од коренот од црно, односно пченица. Така што треба да размислиме и да направиме и некоја демистификација околу тоа децата да научат и да го презентираат градот дека не е со гаки помочани. Затоа што гледаме толку многу деца, решивме вечерва прво да ви пуштиме дури 4 цртани филмови. Приказната нова изложба всушност е на некој начин преодна, една мала преодна фаза или мал вовед во еден генерален проект кој што се надевам наскоро треба да биде реализиран, а тоа е создавање на еден центар за истражување, архивирање, промовирање и дигитализирање на македонската музика, некој вид музеј, архив, истражувачки центар за дигитализација, се на едно место. Кочани е одбран како место за физички простор кај што би се лоцирала една таква институција од повеќе факти. Значи, проектот, идејата е долгогодишна. Се вратив во родниот град кај што ги знам просторите кои што постојат, а еден од нив успеавте да лоцирате. Меѓутоа и приказнава може да се надополни со тоа што една желба да настаните и случувањата не мора секогаш да се случуваат во главниот град на државата, во случајот во Скопје. Приказнава не би понатамо многу да ја шира, меѓутоа оди во еден вид на очекување на срце, пулс или било како да наречете, сакајќи да прикаже приказнава дека низ тие 29 години, значи од 71 до 99 година имало успони и падови во македонската дискографија. Така да ова е кратката приказна и за изложба и за тој македонски музички архив.